денеска по четврт пат, 4 години поред, се одржува фестивалот на отворено Крушево низ Корија. Оваа година, значи, на овој фестивал се традиционално двете велосипедски тури, големата и малата. Големата тура е со 42 километри должина и таа поминува низ неколку познати места во Крушево, значи низ Летниковецот Кипрово, потоа на манастирот Преображение, на највисоката точка Мусица и повторно назад во Крушево, додека пак малата тура е со должина 22 километри и таа поминува само на Кипрово и потоа на Летниковецот Слива и се враќаат назад во Крушево. Покрај овие две тури имаме велосипедски, имаме и една планинарска тура. Планинарската тура е во организација на планинарскиот клуб Мамути од Прилеп и од Мечкин камен се спуштаат до манастирот Свети Василий, потоа до манастирот Свети Спас и повторно се враќаат горе во Крушево. Фестивалот Крушево низ Корија трае 2 дена, односно сабота и недела. Традиционално во саботата имаме дружба со неколку групи или диџеи и во неделата нормално овие велосипедска и планинарска тура. Значи Крушево е идеално место со идеални можности за вакви алтернативни спортови или спортови кои што го креваат адреналинот. Значи покрај велосипедизмот, планинскиот велосипедизам има одлични услови за планинарење, за параглайдерство, за змајарство и се она што спаѓа во ваков вид на туризам, значи идеални места за сите овие видови на туризам. Во покана на организаторите на Outdoor фестивал Крушево низ Корија, веќе по четврт пат, бевме поканети да ја водиме планинарската тура оваа година и нормално нашиот клуб како поддржувач на се она што се случува, а што поддржува здрав живот и подигнување на свеста и совеста, особено на младата популација за излегување во природа и зачувување на природата, се согласивме да ја водиме оваа планинарска тура. Планинарската тура е со должина од 15 километри и е средно тешка, накајлесна тура, може да ја изоди секој почетник планинар и секој оној кој што сака да излези во природа и да се запознае поблиску со неа. Во текот на турата, речиси 80% од самата тура се движиме во сенка низ Крушевската Корија, која што можам да кажам дека е прекрасна. Ги посетуваме манастирот Свети Василий и Свети Спас. Имаме кратка пауза во манастирот Свети Василий, а во Свети Спас имаме подолга пауза, каде што имаме оброк, односно овошје и вода. И на крај оваа планинарска тура завршува во Крушево, каде што сите планинари ќе бидат послужени со едно планинарско графче. Крушево е идеално место за алтернативен спорт, планинарење, велосипедизам, планински велосипедизам, пешачење. Значи само треба да се направат некои минимални инвестиции во тој правец и мислам дека Крушево ќе биде една светла точка во нашата република, каде што сите алтернативни спортисти би можеле да се собираат и да се дружат на едно место. Да се изврши трасирање на тие велосипедски патеки, подобро трасирање, да се одржуваат истите. Пред неколку дена ја означувавме пешачката патека, значи таа си бара одржување, па сега иде апел до надлежните, ако можат да ја одржуваат таа патека, за да можат сите граѓани на Република Македонија да си ја користат таа патека. Прекрасна тура, можностите во Крушево за овој спорт се, можам да кажам, неограничени, значи можат да се направат многу тури, различни, со големина, со тежина, едноставно да може да извози секој, така да мислам дека супер е ваквите тури што се случуваат се почесто и треба да се продолжи со организирање на уште повеќе. Па целта на овие фестивали мислам дека е промоција на велосипедот како превозно средство, заедничко дружење, зачувување на природата, промоција на овие наши места кои што се малку ги подценивме на некој начин во поглед на кога станува збор за домашниот туризам. Одлично, значи супер организација, по втор пат учествувам. Значи лани бев со сопругата, оваа година со синот, значи фамилиарно. 3 дена сме тука од петокот. Немам зборови. Одлично. Добра организација, убави стази, вчера возевме. Ме привлекуваат овие убавини
на Македонија. Со радост идеме, а Крушево низ Корија представува вториот дел од настаните низ Македонија организирани. Ние идеме од Велес Вајкинг организирана екипа 15 луѓе, така да вчера дојдовме и ќе се држиме тука. Оваа година на Крушево низ Корија прв пат учествувам. Па вчера кога дојдовме се спестивме во кампот тука од организаторот, можам да кажам дека е интересно, убаво, задоволни сме. Јас можам да кажам задоволен сум јас како е организирано. Од години ту назад кажува дека е убаво, па решив ова година да дојдам да учествувам и да видам како ќе се одвива и турата за соточаци, пошто ќе возам на стаја. Вчерашната забава беше многу убава, интересна беше, со диџеј, забавно петбината беше,